Гужви во амбулантите, полни болнички соби на одделенијата. На клиниката за детски болести имаат над 100 прегледи во ургентната амбуланта и 30 на деца со потврден грип кои се под лекарски надзор. Педиатрите велат дека овој период имаат и поголем број на доенчиња кај кои диагностицираат респираторен синцитијален вирус и тие со компликации ги хоспитализираат. Продолжуваат да доаѓаат пациенти, деца со симптоми на грип и состојби слични на грип. Секако можеби очекуваме во наредниот период поради почеток на наставата да имаме пораст на бројот на пациенти со грип. Секако најголем дел за среќа имаат полесна симптоматологија, се третираат амбулантски. Кај децата кај кои имаме компликации, пневмонија, бронхиолит или воспаление на мускули, миозит и други компликации ги третираме болнички, ги примаме за болнички третман. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје има 2062 случаи на заболени од грип или болести слични на вирусот, што е за 11% помалку од претходно анализираната недела, но 46% повеќе од истиот период минатата сезона. Повеќе од 500 од новозаболените се деца до 14 годишна возраст. Покрај грип во лабораторијата на Институтот за јавно здравје изолираат и респираторен синцитијален вирус, кој исто така прави компликации кај помладите. Особено кај помалите деца и доенчињата, респираторниот синцитијален вирус прави посериозни компликации на запалење на бели дробови, пневмонија, бронхиолит и го изолираме кај помалите деца. Бројката на заболени оваа сезона достигна 8209 случаи. Минатата недела беа регистрирани и 3 смртни случаи кај пациенти поради компликации од вирусот. 2 75 годишни жени и 69 годишен маж починаа на клиниката за инфективни болести. Имале повеќе хронични заболувања и не биле вакцинирани против грип. Епидемиолозите очекуваат пикот да биде на почетокот на февруари. Сања Димитровска, Сител телевизија.